Значи Facebook го поминав. Исто така ги поминавме и Instagram и Snapchat. Еса, имаше милион работи, милион трендови, што може да се спомнат, ама така ќе треба 3000 години да правиме мисли за трендоите. Не пошто има луѓе ми пишат заборава да го кажеш заборава на бе. Има брат. Ма некои од нив не се ни трендови, некои се едноставно начин на живот. Зашо да збор? Да ги спомнам луѓето што клават икони на Facebook, што пишат цели литурги натаму и секде што ќе стигнат амин пишат, а уствари ништо не практикуваат од верата. Што мислат дека го кла иконата или ако напише амин на Facebook се ќе му простено. Или па да испомнам овие снего го ќе заврни леле првото снегче што го клават што го слика. Снежна идила. Или па не дај Боже да ги спомнам тетките. Тетките на Facebook се бе брат посебна категорија, тоа е начин на живот, тоа не е тренд. Ќе видиш слика на вака од оздола само гуша со цвекиња околу неа, со куќи, со чуда или монтажа направено како некој индиец да има правен. Глата нејзина во небесно небо, некој со ограда со цвекиња, со чуда, абе цуд море, цуд слика. Нив да ги спомнам. Не сум будала си клавам трн во здрава нога. Значи пострашно е со нив да си фатиш работа, земат да те пишат таму по коментари, отколку со овие што мислат дека се верници во живот. Единствен пострашен противник од тетка на Facebook е тетка на Facebook од странство негде, од диаспората наш. Тие го ги почнат да се карат тука, бате, откажвај се одма готово. Што кај ни в кавгата од душата што ги боли излегва бе, сваќај. Така што нема ни поента тие работи се зборат, пошто не се трендови. Ама зато најголем тренд на денешницата е шо? TikTok бе бате. TikTok колку што е тренд. И колку што има трендови на тој тренд, то крај нема. Така што спремете се да маниме шпица и тераме. Пушче. Да продолжиме со трендоите, има една работа што наскоро ќе биде тренд. А тој тренд ќе почне во вторник, 15 октомври бева. Не на 15 септември, нето. 15 октомври. После 100 милиарди години конечно е овде ќе промовира песна нова. И песна испод Чине за џабе песната се вика Смотан. Оти смотан зошто и како ќе си видите во вторник. Јас чисто да нафрлам вака. Исто како што TikTok му се нафрли на сите други апликации од нигде никаде. Како шамар мајсторски влезе. Пля! Ма тоа е секогаш така кога луѓето на врвот се опушта. Не за џабе е речен. Полесно е да стигнеш до прво место отколку да го задржиш до првото место. Оти погладен си кога ќе се качваш. Поопасен е волко што не е јаден од волко што е најаден што е легнат таму. На брашното да речи. И така таман се улабаја Facebook, Instagram, ти реков ми речи излегвање евате TikTok. Влегвање клизачи во приказната. Лалда му е. Од нигде никаде се направи најкористената апликација во светот. И то пази апликација што не е командана од истите тие луѓе што командат се останато. Зато и се трудат упорно години веќе да ја турнат. Оти не е под нивна контрола, ме сваќа. И туку нафрлат муабети, ова правеле, она правеле со податоците, демек тие едни, абе ни ангели што се вака ќе го видат податокот твој си велат не, ова е приватноста на нашите корисници, не ја гибаме ич вака со прст. Абе нема грешка една. Ич не продават тие приватни податоци, само што ќе продава некој друг не му иди еса по нив, тоа е работата. И се што ќе биде понатаму кој како зошто кој кого ќе турни не знаеме, ама на тие што го смислија тој TikTok алалда му. Пошто сите овие апликации имат некаков алгоритам, така. И ни една апликација досега немала алгоритам како што има TikTok. И не за џабе најголем број на познатите луѓе денешно време излегват од TikTok. Што нивниот систем не е базиран на колку ќе платиш толку луѓе ќе те видат. Туку базиран е на гледаноста на видеото. Ако му интересно на одредена група на луѓе што ќе му пуштат на некој 2% од луѓе. Ако видат дека го гледат луѓето видеото или дека го споделиле или дека реагират на него, споделват на уште поќе. Па на уште поќе. Ти ако имаш нешто убаво направено, нешто интересно, то ќе го видат ентон луѓе сигурно. Или ако имаш нешто глупо направено на пример, то уште поќе луѓе ќе го видат. Пошто ако добриот глас надалеку се шири, лошиот се шири уште подалеку, глупиот најдалеку. Па сега ти видиш што ќе преш и ќе го ќе преш. И сега ќе речи што се толку трендови што имат од TikTok излезен. Себе брат, се што гледаш денешно време од TikTok излезен. Оние што ги гледате Reels што ги викаат по Instagram и по Facebook, тие се од TikTok излезен. Порано немаше, кај имаше на Instagram на Facebook, можеше видео обично, клеш Reels немаше. И откако почна на TikTok да излегват такви видеа и сите да ги споделват, овие си рекоа, знаеш, ај ќе укради ми идејата, ама ќе прекрсти. Пошто едно не можеш TikTok да го наречи, ќе те тужи TikTok. Друго не ни сакаш да го рекламираш и за да ги прекрсти. Оние на YouTube што ги гледате шортс што ги викаат, и тие се од TikToците излезени. Пошто зедоа сите TikToци на YouTube да ги клават, YouTube си рече чекај малце, оти ние не направиме ваков вертикален формат на видео. Ај ќе го направиме шортски и крстиме, нека си гледат луѓето секако од телефон покето гледат сега. И се останато што имаш видено на други социјални мрежи. Сите мемиња, сите мајтапи, сите смешни видеа, се што имаш видено, прво излезено на TikTok,
па после го имат клајано на Инстаграм. Рилсоите што му ги пушташ на другарите, што имат TikTok, ги имат истите видено пред 5-6 месеци, само културни се неќат да ти кажат, ме сваѓа. Да не биди после еве го се прави памет. Ама реалноста е таа. Еве прашај ги тие што имат TikTok, си ги ти кажа. И зато викам, алда му е на тој што го смисли тој TikTok. Едино може терсене да биде тој алгоритм ако се загледваш во некој работи што не треба се загледа. Пошто покрај тоа што ги промовира луѓето според гледаноста, исто и ти дава тебе видеа според тоа што го имаш гледан. Што значи ако се задржиш на видео со животни, се почесто ќе ти дава видеа со живот. Ако се задржиш на видео со не знам со градење, со музика, со шо и да е, се почесто ќе ти дава такви работи, спорт, шминки, ти реков ми рече. Се ако се загледаш во некој чупиња таму што играт провокативно да речиме, а многу ги има. Што најмногу гледаност тому носи. Ке ти излегват само такви чупиња. Што значи доста се правдате, не знам од кај ми излегват, ове ти излегват од ти. Кога тогаш застанваш да изгледаш некој видео по кепати такви. И TikTok знае, и ти вели ова саш да го гледаш. Ево ти те гледа многу време поминваш ново. Сега ќе ти пуштам уште неколку такви, гледај слободно. Пошто TikTok нема предрасуди бе брат. А знаеш кој има предрасуди? Личноста што ја сакаш. Така што пазиш опреш од ти. Алгоритмо на TikTok е буквална слика на тоа ти што го гледа. А иначе баш тоа играњето беше еден од првите, еден од најголемите трендови на TikTok. Ден денес ги има. Че зело некој чупе таму во Америките, пуштило некоја песна и направила некоја кореографија на песната. Децата што биле на TikTok ја виделе, почнали тие да се снимат да емитират и од нигде никаде и песната станува хит, и чупето со првата кореографија станува хит, и уште 50% другите што играт песната стануваат хит, пошто народот ги гледа. И тоа збораме културно. Мислам има и трендови што зафаќаат скрос некултурно, скрос некоја 10-та страна. Ама има и деца што си играт на песните најнормално. Обични кореографии некои што може и баба ти да ги направи. Ствари 90% од нив не се ни кореограф. Порано море се знаеше кореографија. Особено во Македонија кога ти направи некоја кореографија за спот или кореографија за на фестивал. Да правиш вака нешто со рацете. Вака да правиш. Па ќе се најдеше некој вака ќе ти направише кореографија да прави. А не овие по TikTok што ги гледаме. Ќе земат нешто ќе ми прави. Тука Комараја Кери што правеше на време. Па нагла нешто, па тука. Шо е то море, земете, играјте ако ви се игра. Ќе ми мрда вака, не да ме кореографија направи ја. Ако за така сега ќе видите аз засмотан кога ќе направиме на кореографија за TikTok. Да видите кореографија шо. Море, стигна кореографија на. И не знам оти изгорени се да си гибат дело од телото вака да ме киграм јас тука ќе се гибаме. Ами ако е залкање на друго место, не треба да се снимаш. Земи домага ли си се? Исто така многу голем тренд беше ќе пуштат песна во позадина и тие ќе ја глумат со изрази на лицето. Мислиш актерска игра на драмски кај нас имат учен. Ствари не мислиш пошто то благе везе нема, ама нема врска. И особено луѓе што имат аниме гледано многу и мислат дека и тие се во тоа аниме филмоите таму. И знаеш како го ќе глумиш? Пример филмската глума е многу поразлична од театарска. Пошто кој си на театар си на бина и луѓето се далеку и некојаш треба ги преглумиш работите за да те видат сите. Нормално со усулто, дај да не навлегваме на темата. Кој те снима камера од блиску, крупен кадар онака самоглата, не мораш ништо да мрдниш за да доловиш истата емоција што треба на бината да ја направиш малце поќе. Овие бе бате не глумат театарски на камера. Така глумат глумците овие. Дебате, овие во вселената да си ќе успеш да му ја видиш фацата до толку што ја величат за да ја направат песната некако да биди леле мори мајко. И знаеш како на некои луѓе му личи. Изеде кој чупе таму кизне од каде направи милиони гледано, милиони следбеници, милиони долари, све направи милиони. И од кој изезе таја сите почна истото да го прават. Не ти личи бе бате, не му личи на ситето. Да земи направи нешто поинакво. Оди та направи нешто што го немаше претходно. Па излезе тренд дуети да се прави. Тоа например ти снимаш едно нешто и некој снима нешто друго на то, па некој нешто трето и сите заедно правите нешто многу јако. Еден овде имаше што правеше дуети со македонска музика, ама се нема време последно. А и реално порано поќе пеа луѓето. Разбра дека може и на телевизија одат тие дуетите. Си рекоа че за секој случај да не пеам јас да не се обрукам таму пред народ. А реално не треба да се замараш. Сам нормално е дека секој нема да пее најубаво. Поентата е да се расположиш, да си направиш убаво на душата, пошто кога ќе од душа ништо друго не е битно. Али добро, јас пак ќе направам некој дуетче, потаму пак ќе видиме. Може пак ќе се најде некој што ќе испе за мера, не може да знае. Па тренд беа филтери еден тон. Ми се чини прва апликација што кладе такви филтери до толку што вилича. Значи ќе ти го смени гласот и стасот и се ќе ти смени како друга личност да збор. Па почна еден тон луѓе да си снимат. Наместо да правиш монолог, ќе си направиш еден филтер и уште еден филтер, имаш диалог. И почна видеа такви да снимат смешни видеа, едукативни видеа, не знам какви. Па излезе еден од таму од Битола, не знам од кај. Ќе земеше ќе облечеше мајца некоја рамбовка што било, ќе лупнеше еден филтер што правеше бабки во сурато и превртеше овие лопатарките, ќе земеше ќе му се развикаш Роки! Тоа брат, што нема? Шо се не ќе има допрва? Пошто аз не гледам знаци дека наскоро некој ќе го замени TikTok.
така шо како идат трендоите, ние ќе ги гледаме, некој ќе ги правиме, на некој ќе му се смееме, на некој ќе се веселиме, а на некој бога ми ќе плачиме. Мяу, 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 мяу. Многу тажно. И пред да натажиме работата уште поке, мислам дека е доволно за ова епизода. И се дали ќе направиме уште некој или не знам. Ама да и не секако немаме време, така што тука ќе ја завршиме работата. Фала ви на вниманието и се гледаме наредна епизода со нешто шо и јас не знам, ама битно зубо нека е. Поздрав и имајте убав ден.